Почитувани, алармантно лоша е состојбата на клиниката за онкологија. Нема терапии, нема реагенси за испитувања, а дел од апаратите за зрачење не работат. Пациентите во живото загрозувачка состојба се оставени сами на себе, принудени да купуваат лекови од странство и да плаќаат приватно за дијагностички процедури. Додека граѓаните бараат спас, раководството на клиниката признава дека апаратот за гинеколошка брахитерапија не работи поради задоцнет договор за сервис. Пациенти се одложуваат, животи се ставаат во ризик, а оправдувањата се сведуваат на тендерски процедури и дистрибутерски грешки. И ова не е прв пат. Континуирани се проблемите со недостаток на лекови, неорганизираност и импровизации откако ДПМН е на власт. Но денес тоа веќе не е административен пропуст, туку прашање на живот или смрт за македонските пациенти. Бараме итна одговорност од Министерот за здравство и раководството на клиниката за онкологија. Не може институциите да се правдаат со тендери, додека луѓето бараат спас надвор од државата. Потребна е гаранција за континуирана достапност на сите лекови и реагенси. Никој пациент не смее да биде принуден да ги купува своите терапии приватно или во странство. Потребно е итно ставање во функција на апаратите за зрачење и брахитерапија. Одложувањето на терапијата значи изгубени човечки животи. Бараме независна контрола и ревизија на целокупниот систем во онкологијата, да се утврди каде е прекинатиот ланец и кој е одговорен. Животот на пациентите не е бројка на тендер, ниту колатерална штета на бирократски пропусти. Додека граѓаните се борат за својот живот, државата мора да биде нивниот најсилен сојузник, а не дополнителен товар. СДСМ ќе продолжи да ја алармира јавноста и да бара конкретни одговори. Хаосот во здравството мора да престане, а одговорноста да биде превземена веднаш. Ви благодарам.